Добре дојдовте на сите на оваа средба на Советот на странски инвеститори. Беше закажана како обична средба, но имаме посебен гостин, кој е се освен обичен, би го нарекол необичен состанок овој. Можете сум горд да го најавам председателот на Република Северна Македонија на денешниот состанок. Аплауз ве Агендата, ако дозволува председателот, ќе го представам Советот на странски инвеститори накратко во неколку минути за подобро да разбере што ние правиме и како работиме, а потоа ќе го замолам председателот да ни даде повратна информација. А потоа би сакал сите да ве поканам, драги колеги, да отвориме дискусија за нашите скорешни проблеми со економијата, со бизнисот во Република Северна Македонија. Дали се согласуваме сите? Се обидов да бидам краток. Свесни сте за Советот за странски инвеститори, председателот го знае добро, но сметам дека е добро да имаме еден ваков вовед на оваа заедничка платформа. ФИЦ беше основан 2006 година, значи е постар од 10 години, веќе славевме јубилеј во 2016. Тој е дел од на македонската стопанска комора на Македонија. И сме мощно горди на тоа, затоа што може да го искористиме нивната моќ. Имаме 130 членки компании на ФИЦ. И со тоа представуваме околу 50.000 вработени во државата. Ние сакаме да сме глас на деловната економија, сакаме да привлечеме повеќе странски инвестиции со тоа што ќе ги поедноставиме правилата и ќе ја зголемиме предвидливоста на водењето бизнис во земјата. Исто така промовираме работна етика и високо корпоративно владење, кој некогаш се во недостиг во оваа држава, и се обидуваме да создадеме позитивна атмосфера, посебно при безбедност на работа и технологијата. Мисијата е активно да го потикнуваме конкурентноста, одржливата деловна средина со преку отворен диалог со властите и другите засегнати страни. Целите на ФИЦ се разни, но главно се фокусирани за подобрување инвестициите, стимулација на странски директни инвестиции, поддршка на бизнес секторот, па и соработка помеѓу странските инвеститори и македонските власти. Ова го правиме преку разговори и разни проекти и сме исто така меѓународно поврзани со странските совети на странски инвеститори од регионот, како Србија и Црна Гора, каде што ќе имаме и самит оваа есен. Организацијата се состои од неколку тела, она што гледате бордот, управниот одбор на ФИЦ, имаме исто така и собрание, подпредседатели, сите кои се бираат. Имаме создадено две здруженија внатре во ФИЦ, еден во 2015, тоа е Здруженијето на автомобилската индустрија за подобро представување на овој конкретен деловен сектор во земјата, а второто здружение во 2018 со малку технократски наслов, тоа е Здружение на технолошки напредни компании, продуктивни. Овие се кои работат во технолошко-индустријските развојни зони. Членките на ФИЦ се поделени по компании, некои се одделени според извозот, а некои само дел од натрешните компании. Овие се компании кои
работат заедно со македонски клиенти и се разбира имаме намешавина на компании кои работат и со домашниот пазар и со странскиот. Би објаснил нешто повеќе за нашите проекти, кои ги имаме. Еден главните проекти е Белата книга. Имавме едно издание од 2014 издадено и 2018, последното издание од 2018 и е на скоро 100 страници. Се работи за водењето на бизнес во Македонија и еден сет на детални препораки како да го направиме водењето бизнес полесно, како да ја подобриме бизнес средината во Републиката и го постигнавме, ги проверивме потоа овие бели книги со реалната проверка на состојбата со еден нов документ, дали ситуациите се исполнети и да добиеме една слика дали ситуација да се подобрила или се променила. Уште еден проект кој веќе ги имаме трета година поред, тоа е да се помине ден со македонските извршни директори, што значи покануваме студенти кои претходно се избрани по еден процес на проверка и им даваме можност да поминат еден ден со извршните директори од странските инвеститори во нивните компании и да поминат еден цел ден заедно со тие директори и да видат како работат. Со тоа го интернационализираме нивното образование, значи го подигаме на едно меѓународно ниво и да нудиме можност да ги видат светските стандарди. Мислам председателот ќе има добри вести за иднината на овој проект. Многу сме посветени на соработка со домашните компании, малите и средните компании. Тие се и буквално рбетот на секој економско општество. И со тоа учествувавме во ИПА проект за зголемување на конкурентноста на тие домашни, мали и средни предпријатија со цел да се подобри соработката со странските инвеститори. Во неколку пригоди се собравме заедно, имавме можност да се образуваме едни со други и да научиме што другите страни имаат како потреба за да го подобриме бизнисот. Имаме доста добри примери и кои произлегува од овие дискусии и ги имаме применето во реалност. Исто така имаме проектот кој е наречен Светски излет, каде што е покането цело отворено општество, за каде што е потикнуваме странската инвестиција и укажуваме дека не е само тоа да отворање нови работни места, туку и се работи на проширување на културната наобразба во една земја, значи и вработените и со воведување на нови меѓународни аспекти во самото општество. Кога зборуваме веќе за Белата книга, имаме неколку конкретни клучни препораки, но и клучни наоди. Би сакал и да ги поканам колегите подоцна да ги продискутираме тие наоди со председателот од ова високо ниво. Има всушност и неколку страници каде што нудиме препораки на ниво на член по одредени закони во овој документ, каде што имаме забележано некои потешкоти во извршувањето на некои од законите или каде што има некои недоразбирање во тие закони. Ова мощно е важно за нас. И еден основен принцип кој го одржуваме за да го зголемиме диалогот со потребните релевантните власти. Помалку или повеќе ова е мојот вовед и се обидов да бидам во рамка на тие дадени 5 минути, да не го монополизирам овој состанок, туку и да понудам една основа за еден отворен диалог подоцна. Со тоа завршувам тука и уште еднаш би се заблагодарен председател за учеството. И благодарам многу за поканата да бидам дел од оваа сесија, која ги презентирате наодите на така наречената Бела книга. Јас се видов барем со половина од вас во различни ситуации, и таа вака на купче заедно,
е сосема друга работа, значи да дојдам прв пат во вашава организација, која постои долги години и која има забележителни резултати за себе. Јас нема да должам многу, имам неколку 5-6 точки накуса да објаснам што мислам да правам дека сум на оваа функција во делот на економијата. Но пред тоа да кажам дека би сакал ова да биде почеток на една традиција, значи да имаме регуларни средби овде кај мене на било кое друго трето место. Мислам дека е тоа неопходно, да не биде само на почеток на мандат или не знам после колку години. Затоа што ова не јас се верувам уште повеќе и вие не го правиме заради пиар ефекти, го правиме заради ефект врз економијата и врз стандардот на живење на нашите граѓани. Јас тоа го кажам многу пати, постои предрасуда дека председателот во нашата држава, онака како е поставен спрема уставот и законите, нема многу врска со економијата. Меѓутоа, исто така, ни во уставот, ни во законите не стои дека јас не смеам да зборувам на таа тема, напротив. Така што мојата намера е во наредните години, дори сум на оваа позиција, да зборувам што е можно повеќе за економијата, бидејќи мислам дека тоа е апсолутен приоритет за државата. И мислам дека конечно после долги години зборување и бавење само со така наречената чиста политика, треба да го тргнеме тоа малку на страна и да зборуваме за оно што е најбитно за нашите граѓани. Не постои анкета, ниту една анкета, по која ги прашуваат нашите граѓани години, да не кажам децении назад, што е за нив најважно, а на првите 3-4 позиции да не се прашања врзани со економијата, стандардот на живење. Дори кога ви прашувате за нивните најголеми стравови, тие не велат дека се во сферата на безбедност, туку страв да не изгубат работно место, страв дека нема да можат да се снајдат или дека имат мали примања, дека не може да се остават крај со крај во месецот и така натаму и така натаму. Мојот економски тим е комплетиран. Во кабинетот за прв пат, колку што ми е мене познато, а имам искуство да работење во кабинети предходно, ако имало максимум еден економски советник, се има цел тим и јас ќе замолам на крајот на средбата да ги размените координатите со луѓето кои работат. Дел се тука, дел не се тука, меѓутоа 20 главни се тука, кои работат кај мене на таа проблематика и би било добро да бидете со нив во дневен контакт. Се што имате, и како поединци, и како организација, да молам да ми го проследите. Не гарантирам дека ќе го решам тој проблем, се разбира, меѓутоа сигурно ќе им го предочам на надлежните органи и институции за решавање. Во однос на одењата надвор на наша делегација, во билатерални посети, да бидете убедени дека вашите барања ќе бидат артикулирани на соодветен начин, затоа што мојот економски тим има задолжение пред секое мое излегување надвор, освен ако не одиме, не знам, во Европска унија, во НАТО, како меѓународни организации, што ќе одиме на билатерални посети, имаме неколку во следните 2 месеци веќе договорени, задолжително да ве контактираат вас и другите стопански комори, меѓутоа сите еснавски здруженија од оваа економска сфера да ги контактираат и да ги прашаат, да им кажат ние одиме тамо и тамо, имате ли нешто во врска со таа држава, да кажеме, да предочиме, да дадеме координати или контакти за понатамошно развивање на бизнес идеите. Значи, накусо, мојата намера е од оваа позиција која имам во наредниот период и при пуштање на луѓе од тука во нашите дипломатско-конзуларни представништва, да имаме што е можно повеќе луѓе кои се економски профилирани или имаат врска со економијата. На страна амбасадорите, заедно со Министерството за надворешни работи, ќе се потрудиме стафот околу првите луѓе во мисиите или во амбасадите да биде поекономски според профилот. До сега тоа не беше случај, за жал, меѓутоа ќе се потрудиме тоа да биде случај од сега па понатаму. Ова што го гледам по секој текст кој ми го давате вие и другите еснавски здруженија и со право, е да бидете консултирани зборам околу правната известност или сигурност, да бидете консултирани за законските проекти кои ги тангираат директно вашите интереси, да бидете консултирани не само на крај, кој ќе дојде законот за потпишување со указ кај председателот. Јас можам да го вратам, меѓутоа тоа е суспензивно вето. Со исто мнозинство може да ми го вратат и јас сум обрзан да го подпишам, туку од првите фази кои ќе почне еден законски проект да се драфтува, да бидете и вие вклучени, за да можете да дадете свој инпут во согласност со она што се ваши интереси, а вашите интереси, ја немам никаква дилема, се интереси на граѓаните на Република Северна Македонија. Значи, ве повикувам од оној момент кој ќе разберете дека во рамките на владата или во рамките на некој министерство се инициира било каков законски проект, да не алармирате, да кажам, нас, мене, моите соработници, да можеме тоа да го следиме и уште во раната фаза да сугерираме некој од вас да биде таму присутен, ако не е, не велам дека не сте воопшто присутни,
за да можеме да добиеме што е можно подобар законски продукт на крајот кој ќе врши работа и вам и на сите нас што живееме во земјата. Во наредниот период очекуваме отварање на пристапните преговори со Европската Унија. Тоа кажам насекаде, сте слушнали веројатно и во јавноста дека јадрата на тие 35 тима кои треба да преговарат по 35 поглавја се веќе направени. Јас ќе инсистирам и инсистирам до се и ќе инсистирам и понатаму, без луѓе од еснавските здруженија да не се оди на преговори во Брисел, затоа што од 35 поглавја прашање дали било кое поглавје нема врска со економија. Скоро сите имаат, повеќе или помалку, и битно е луѓе од бизнисот, луѓе со искуство практично во економијата и во трговијата да го кажат своето, затоа што тоа што ќе го подпишеме таму, во преговорите тоа ќе не обрзува. Има неколку негативни примери и во нашиот комшилук, држави кои преговараа со Европската Унија, сега се членки, тоа што го испреговарале пред 10 години не може да го променат, преки механизмите се тешки и имаат во одредени делови од својата економија негативни последици. Че за да не ни се случи нам да ги повторуваме грешките на оние што пред нас го поминале овој пат кој е тежок, долг, комплексен и стручен, че јас ќе инсистирам и делови од еснавските здруженија, поединци со искуство да помогнат. Што не се само чисти политички преговори. Баш има конкретни преговори и во делот на даноци, и во делот на инвестиции, и во делот на услови за инвестирање и така натаму. И така, буквално во сите битни сектори на економијата во една земја. Мислам дека е добро, ако се вратиме на нашата стара, така наречена политичка агенда, тоа што наскоро стануваме членка на НАТО. Некој мисля дека нема, ја ви тврдам дека има директна релација со вашата работа, со вашите бизниси, бидејќи перцепцијата за Северна Македонија нагло ќе се зголеми како држава која има предвидлива иднина или известна иднина и која е далеку по-сигурна, по-стабилна во своите граници, ако е членка таму кај што се членки други 29 најмоćни економии, најмоćни држави, не само најмоćни армии. И ако почнеме преговори со Европската Унија, како што се надеваме средината на следниот месец да се донесе таа одлука, затоа што кога преговарате со држави кои имаат огромно искуство и во оваа сфера, кои се, да повторам, во топ 10 економиите на светот, скоро половина од членките на Европската Унија, добивате совети кои вам може да ви користат. Ние сме уште, за жал, транзициона економија, меѓутоа тие совети ни се преку потребни за да можеме да го поминеме патот кој побрзо, патот кој други држави го поминувале со децении и децении. Во овој дел, со тоа прилика сакам и да завршам во однос на главните точки или актуелни прашања и теми кои се овие месеци кај нас. Многу е битно, исклучително е битно, не затоа што Европската Унија тоа го бара, зашто ние што сме во тој процес долго време знаеме, а вие сте практично во таа работа. Многу е битно да имаме правна држава и владење на правото, бидејќи без правна известност и не само со менување на законите, туку со без добра реакција на системот кон одредени девијации при злоупотреба, евентуалната злоупотреба на некои надлежности и бизнисите не се сигурни. Мојот став го знаете, го кажав уште пред скоро месец дена во однос на последна афера која се развива и сакам тоа сега да го повторам. Значи, исклучително ни е битно, не само према случаите кои се јавно познати. Према било кој случај, дури со помали пропорции од овој што е сега актуелен, така наречениот рекет, државата до крај да ја истера целата работа, без било какво влијание на бизнис секторот, на политичките кругови и така натаму, а ако ги има да ги одбие, за да конечно покажеме дека системот е отпорен на влијание од страна и дека законот важи за секого и дека нема селективна примена на законите, затоа што стара вистина е дека ние сме во оваа ситуација во која сме, па и во економска смисла, не затоа што имаме лоши закони, туку затоа што имаме лоша имплементација на законите или селективна имплементација на законите. Значи, да повторам, во однос на таа афера и во однос на сите други, колку и да се чинат беззначајни или помали или зафаќат можеби само мало подрачје од нашата држава, многу е битно правосудниот, судскиот, обвинителскиот систем во принцип говорејќи да има соодветна реакција навремена и целосна и тие предмети да не се влечкаат со години и години по судските коридори за на крајот да заборавиме во која фаза се воопшто, а да не кажам дека во изминативе колку е 30 години сме безмалку независна држава, немаме, колку што ја паметам долго, немаме ниту еден висок политички функционер кој завршил во затвор заради злоупотреби. Тоа не зборува за нас добро, меѓутоа се надам дека сега ова што е почнато ќе продолжи со тоа темпо и во таа насока и ќе се заврши до крај, затоа што и низ таа призма ќе не ценат нашите пријатели во Брисел, кои ќе проценуваат не само дали треба да почнеме преговори, зборам и за периодот потоа,
кои ќе проценуваат дали ги исполнуваме сите барања од најтешкото поглавје по кое се преговара во однос на Европската Унија, тоа е поглавјето 23. Значи, тука сум, со тоа завршувам, да ве слушнам вас пред се, бидејќи ја не сум експерт во оваа област, вие сте, сакам од оваа позиција да видам што можам вас да ви помогнам за општо добро на сите нас потоа. Сакам да учествувам во проекти за кои вие мислите дека јас можам да дадам не само политичка поддршка, туку и со конкретно учество. Ова е еден, ова што Петар го спомна, ова е еден од проектите кои му реков и нему и сега вам ви кажам дека сигурно ќе го поддржиме и тоа очекувам наскоро да се реализира, да се имплементира еден ден со CEO-то, со таа група на главни менаџери по најголемите фирми. Тоа било и порано, јас не мислам да плукам на тоа што било генерално претходно, оно што било добро, имам намера да го поддржам и да го продолжам. Тоа било проект кој моите претходници го поддржувале, ќе го поддржам и јас мислам дека е многу важно за младите луѓе кои допрва влегуваат во менеџерските води да се дружат со луѓе кои веќе имаат завидна кариера зад себе. Видов во еден од вашите слайдови сметате со право, се разбира дека се потребни структурни реформи на пазарот на трудот, вели, и во образованието. Јас во делот на трудот не можам многу да придонесам, меѓутоа бидејќи долги години назад предавав на универзитет, мислам дека можам и тука да дадам некаков свој скромен придонес, бидејќи се стварно неопходни структурни реформи во курикулумите на универзитетите барем, за тие луѓе што излегуваат со диплома од било која област, да имаат контакт со реалната економија, не само да имаат парче хартија, а ниту една практична вештина со која тоа може понатаму да го уновчат или да просперираат во животот. Значи, диплома со која ќе можат да најдат работа и да напредуваат на пазарот на трудот, не само да кажа дека јас имам диплома од не знам кој факултет. Значи, повелете, би сакал да ве чујам и не се задржувате при критикувањето воопшто. Би сакал да чуем и критика, се разбира аргументирана, и нема да избегам на половина состанок, како год да критикувате. Повелете.